Faleminderit. Të nderuar kolegë deputat. I nderuar kryeministër teknik, të nderuar qytetar. Është shkela fati për shpërbërjen e kuvendit dhe votimin e zgjedhjeve të shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të merr fund kjo katrahut që po ndodh në kuvendit në Republikën e Maqedonisë. Na ova očajna vlast da dobijat jedan den повеќе или можност, ако се може, да се одложат изборите. Друго образложение за ова циркус кој што денес се случува во Собранието на Република Македонија, верувајте, не можам да најдам. И ова е уште една потврда, почитувани колеги пратеници, за тоа дека Социјалдемократскиот сојуз, согласно анкетите и анализите на терен, прилично лошо стои, и знаејќи ја нивната матрица, спремни се да направат дури и да скројат и нова коалиција, ако е тоа решението, само и само да се одложат и да нема избори. За да го избегнат соочувањето со граѓаните. Место сега да се распуштиме, односно во средата требаше да се распуштиме, ние денес сме на седница за разрешување на техничка министерка за труд и социјална политика и треба да говориме за причината која што за жал во дописот од страна на техничкиот министер кој што е доставен до собранието ја нема. И сега сме во неудоумица што е тоа со што техничката министерка Рашела им брцна во очине на владата за итно, замислете, за 24 часа пред распуштање на собранието да се побара нејзиното разрешување. Во писмото испратено во собранието не се наведени причините за кои што се разрешува техничката министерка и единствено стои дека согласно член 94 од Уставот став 2 на Република Македонија истата е разрешена. Но она што го кажа во своето образложение техничкиот министер, а кој што беше побиен од сите мои колеги, и од Димовски, и од Антонио, и од Трајко Велјановски, да не ги набројувам, со бројни факти, почитуван технички премиер, од вашиот преспански договор, кој што во случајот не е прекршен од министерката Рашела, толку е прекршен лично од вас и вашите министри, а вие не сакавте на тоа на моите колеги да дадете никаков одговор, едноставно останавте без одговор. А исто така, за вашата намера за разрешување на министерката ве поби и заменик министерот за надворешни работи, Жерновски, кој потврди дека министерката Рашела немала обврска да ја менува таблата на која што стои Република Македонија. Тоа го кажа вашиот заменик министер од вашата влада. И уште нешто колку не држи вашето образложение или вашата причина која што ја дадовте за разрешувањето на министерката, па вие, почитувани социјалдемократи, треба да се себе распуштите или да си поднесете кривична пријава затоа што не сте го сменале вашето име и се уште стоите Социјалдемократски сојуз на Македонија. Значи, такви небулозни причини денес ни кажувавте за разрешувањето на техничката министерка. Дали на техничкиот премиер му е кристално чисто јасно која е неговата улога како технички премиер и дали воопшто знае која е улогата на техничката влада согласно Бржинскиот договор, бидејќи со ова негова постапка истиот прекршува и законот за влада. Дали воопшто овој технички премиер овој чекор намерно го прави се со цел да го обезглави ова министерство и да не може да бидат обелоденети криминалите на сегашната вице-премиерка. Дали сте свесни што кажува законот за влада и што предвидува во овој предизборен период од 100 дена дека секоја одлука мора да биде подпишана заедно од министерот и заменик министерот, а бидејќи вие со ова ваша одлука ќе доведете бројни важни одлуки кои што се од исклучително значење за граѓаните,
да не можат да бидат изреализирани во наредниот период. Која ви е намерата и од што се плашите? Вие, господине технички премиер, наместо да воспоставите една клима на соработка, една клима на заедништво на сите сегашни министри, па и технички министри, заменици министри, заменици технички министри, со цел да создадете соодветна клима и да организирате фер и демократски избори, вие правите раздор, протежирате неединство и сеење на омраза. И воопшто и не знам што глумите во моментот. Вие она што треба да правите е да ги почитувате правилата кои што се утврдени со Пржинскиот договор, да ја водите владата, а не да предлагате нејзина реконструкција и разрешување на технички министри, а наспроти тоа ви се случува еден сериозен криминал во кој што се вклучени голем број на ваши сопартици за кои што вие сте и нем и слеп. Ниту гледате, ниту сакате да слушате. Не слушнав од вас, како технички премиер, да ја заштитите техничката министерка за серијата напади кои што доаѓаат лично од ваши сопартици. Наспроти таквата дрскост, нечовечност, кршење на човековите права, говор на омраза и не знам уште што и како да го наречам тоа, со вашиот молк вие само потврдивте колку тоа ја заситува вашата душа и колку тие злодела искажани од вашите сопартици вам ви годело. Вечерва вие само потврдувате за вашата диктаторска политика која што ја водите во изминатите 3 години. Вие вечерта покажавте степен на нетолеранција, вие вечерта повторно демонстрирате сила која за жал ви ја дава вашата положба како технички премиер. Вие вечерта покажавте колку ви е важно да ги добиете изборите по секоја цена, на нечесен, недемократски, насилен начин, по принцип на подкуп, на рекет и така натаму, преку усовршен процес на гласање од колку 3-4 секунди, сега на колку ќе го совршите, на 2 секунди, и вечер ви испративте јасна порака дека немате намера да спроведите фер и демократски избори, и тоа, верувајте, нас како граѓани на ова држава, Република Македонија, тоа ќе не кошта многу враќање назад, наместо да завршиме еден процес што значи демократизација и да испратиме силна порака пред нашите партнери и Европската Унија дека сме спремни и како општество, еве и како влада вие со технички премиер, дека ќе може Република Македонија на вистина, согласно сите принципи и сите правила, да бидеме иземени како пример за организирање на избори. На ваков начин, со ваков циркус, што го приредивте вечер вава, за да нема избори, ништо е ова друго, само да нема избори за вие, заради вашата неспремност да се соочите со граѓаните. Затоа, почитуван технички премиер, најдобро е, заради сите овие аномалии и заради сите ваши грешки и заради тоа што сте го прекршиле Уставот, и низа аномалии и како министер и како технички премиер, најдобро е вие да си ја поднесете денес оставката, да ја изгласаме, без разлика што е 2 часот, собранието е во полно заседание, постојано, затоа ве охрабрувам. Бидете доблесни и дајте оставката. Ви благодарам.